Благодарам, почитувана заменик председател на комисијата. Колешка Марија, најнапред би сакал да ви честитам, затоа што, иако сте од понежниот пол, се одваживте прва да излезете и да кажете два збора околу овој буџет и проекции за 2022 година. Знам дека не ви беше воопшто лесно, но таква е таа работа, некогаш сте ставени да браните нешто кое што е неодбранливо и во кое што и самите не верувате. И затоа, особено во последната третина од говорот, имавте едно предавање до нас како колеги за начинот и функционирање на локалната самоуправа, кои се перспективите. Не знам дали е од тага и непробол или пак е да се пополни времето, затоа што пратеник обично дискутира и разговара за конкретни буџетски ставки во она што е предлог од страна на владата. Почитувана колешке и почитувани представници на владата, тешко е на државата која што има 10,5 милиарди GDP, а има 4,5 милиарди буџет. Тешко е на таа држава и тешко на тие граѓани кои за среќа или за жал не имаат нас за представници во ова собрание, каде што, како што трнала работава, треба да минуваме 4,5 милиарди буџет на 10,5 милиарди GDP. Држава во која што 5 години не може 200 милиона, пола посто да го зголеми својот GDP, ама затоа буџетите се зголемуваат, како да пропорционално се зголемува и GDP-то на државата, што навистина е многу трагично. И се надевам дека овие 15 или 20 денови до конечното гласање на буџетот, некој барем ќе добие малце повеќе совест од пратениците во мнозинството, и некои работи ќе ги прекроиме во интерес на граѓаните, а не во интерес на политиката. Зборувавте, почитувана колешке, за приватниот капитал, за инвестициите, за поддршка на капиталот, за поддршка на странските инвестиции. Јас ќе ви кажам бројки. Министерот ќе има прилика утре кога дојде во собрание да дебатира со мене и нема потреба да ве појачува со слики и аргументи. Еве ги сликите. Се е игра на зборови, ама фактите се следни. Во изминатава година, пост-ковид година, ковид имаше и кај нас, и во Србија, и во Хрватска, и Грција. Во Србија имало 3,4 милиарди евра странски инвестиции. Во Хрватска имало 1,3 милиарди странски инвестиции. Во Албанија имало 1,1 милиарди странски инвестиции. Во Црна Гора, што е помала од Скопје, имала 529 милиони евра странски инвестиции. Во Босна и Херцеговина, држава во која што и ние политиколозите не можеме крајот да го фатиме како е уредена и како уопште обстојува, има 371 милион странски инвестиции, а оваа гранде влада која што блеска, која што го има најдобро за секоја општина, има 274 милиони странски инвестиции. 274 милиони странски инвестиции, наспроти 3,5 милиарди на Србија, Албанија има милиарда и 100 милиони, и пак ќе ви кажам, Црна Гора од Скопје помала, има двојно повеќе од нас. Така што кога ќе зборуваме и ќе држиме лекции како ние ги поддржуваме приватните инвеститори, дали се домашни или странски, дали е гринфилд или браунфилд инвестиција, независно, имајте го на памет фактот дека сме црна дупка по странски инвестиции на Балканот. И тоа со жал го кажувам, не заради тоа што јас сум опозиција, па сега ликувам дека не ве бива, дека не работите. Знаеме и дека не ве бива и дека не работите, и вие знаете дека не работат, дека не ги бива владата. Ама жално е да донесувањето или прекројувањето на буџетот зависи од позициите, да минуваме разни небулози. Понатаму, почитувана колешке, зборувавте за буџетскиот дефицит.
Оваа година ќе имаме историски највисок буџетски дефицит од 65,9%. Тука има едно ама. Јас најодговорно ви тврдам дека нема да биде 65,9, туку ќе биде многу повеќе, затоа што парите кои што мора да ги впумпаме за струја, а се некаде околу 350 до 380 милиони евра, ќе одат на конто на нови задолжувања, домашни или странски, и оваа бројка од 65,9 ќе оди за 2 или 3% повеќе, што ќе биде своевиден преседан во независна Македонија. И кога сме ки бројките, повторно ќе ви кажам една работа, се сеќавам кога беше европската должничка криза, тогаш канцеларката Меркел и другите лидери на Европска Унија пратија дописи до сите влади од регионот и во Европа, дека не смее, искуствено гледано од Грција што се случи, што е гигант економски за нас, дека не смее да имаме поголем долг од 60% од бруто домашниот производ. Вашите колеги кои што беа изминатите мандати во собранието, со тој документ на претходната влада дека го мафтаа на секои 15 минути, дека оди против препораките на Европската Унија, на Брисел, на Западот, а сега вие со гордост ни кажувате дека ќе имаме 65,9%, а јас најодговорно ви тврдам дека ќе биде многу поголем и ќе ви повторам од два аспекти: имате напумпани приходи, нема да се остварат, бидејќи нема кое стопанство веќе да плаќа арачи на оваа држава, и дека ќе има измеѓу 350 и 380 милиони евра нови кои што ќе мора да се помогне за електричната енергија, но затоа утре кога ќе имам повеќе за зборување. Кога зборувате за приходите, да ве потсетам, 8% имаме патна индустрија. Значи, оние материјали кои што редовно ни ги делат од парламентарната буџетска канцеларија, ви кажуваат дека имаме 8% патна индустрија, а вие викате 16% повеќе приливи во буџетот. Не знам од каде ви се тие приливи, освен ако не се фиктивни. Сега вака, зборувавте за капитални инвестиции. Почитувана колешке, јас сум и вие сме години нешто пратеници овдека, и пак ќе ве потсетам. Во 2018 на пратенички прашања вашиот председател во оставка рече дека еве готово со политиката завршивме, доаѓа 2019 година, почнуваме со Чебрен Галиште, почнуваме со Бошков мост, почнуваме со автопатот од Прилеп до Битола граница, почнуваме со Плетвар, го завршуваме Кичево, железница до Бугарија, коридор 8, железница до Албанија. Ништо од тоа не бидна. После 2 години, кога имав шанса да му поставам пратеничко прашање, во јануари оваа година, го прашав до каде се овие проекти, бидејќи пак ги ветуваше изминатиот буџет дека ќе се прават. Само ќе ви кажам дека, за разлика од другите буџети, каде што ги предвидувавте, потоа испаруваа, во овој буџет не се ни предвидени. Не се ни предвидени. Значи, председателот ваш и премиер во оставка е должен да дојде и да ни каже зошто 2,5 години не манипулира со Чебрен Галиште и Бошков мост. Чебрен Галиште треба да представува втора најголема брана во Европа, која што ќе произведува скапа и интервентна струја. Бидејќи ние сме енергетски поврзани, ако има испад у Истанбул, Чебрен Галиште продава скапа струја на Истанбул, тоа државата има бенефит. Ама очигледно Заев при тендерите и при пропагање на тендерите немал собствен бизнис бенефит, овој проект е оставен така. Имам уште едно прашање, колешке, ќе искористам репликата кон вас, не е директно кон вас наменето, но е наменето до министерот за финансии. Се надам дека утре ќе дојде и ќе биде спремен да ми одговори, бидејќи не знам, нема да го прифатам како одговор, а тоа е следното. Секоја година на влада сме носеле енергетски биланс. Така, господине Меди? Секоја година. Во енергетскиот биланс, Министерство за економија дава перспектива на енергетската состојба на државата и дава предвидувања
што и како не чека како влада, како држава, како граѓани во текомната година. Енергетскиот биланс ме интересира дали лани во ноември предвидел што ќе се случува оваа година со ова што се случува сега и доколку предвидел, а никој не реагирал, кој ќе сноси одговорност. Доколку не предвидел, дали прогресивните од вашата партија од економија ќе сносат согласно закон, бидејќи ова представува еден вид на тероризам енергетски со ова што и се прави на државата. Многу ме интересира тоа до утре да ми го одговорите дали во енергетскиот биланс е предвидена оваа состојба и ако е предвидена и е чист господинот Бектеши, што владата превземала околу тоа, бидејќи во спротивно законите се немилосрдни на таа тема. Да се вратиме на вас, почитувана колешки. Зборувате за сива економија, енергетиката треба да биде намалена, само ќе ве потсетам, според Светска банка имаме 38% сива економија. Значи од 100 денари кои што треба и се платат данок на државата, 38% се сива економија, никој не ги плаќа, а останатите се плаќаат и очигледно се премалку, така што кога да се наоѓаме сега во 2017 и да излезете вие да кажувате дека треба да се бориме со сивата економија, би било еден ефектот. Ама после 5 години власт на Луи, да ми кажете дека имаме 38% повторно, тоаш 34, беше 38%, навистина е дегутантно и треба да се барате одговорност и во рамки на владата која што ја поддржувате, и во рамки на партијата во која што членувате. Понатаму зборувавте за ЕУ фондови и колку пари ќе ни даде. Независно кој каде е министер, дали имате информации колку од грантовите се искористени, например, во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство? Проверете. Дали знаете колку проценти се искористени во транспорт и врски? Проверете. Дали знаете колку пари ни зема за оваа легендарна железница што правиме кон Бунгарија 20 влади уназад? До каде, која фаза е и дали пари се повлечени? Дали пари ќе ни земат дополнително на суд за автопат градско? Прилепи колку пари суви од буџетот ќе ни ги земат? И потоа, кога ќе дојдеме ќе зборуваме за грантови, за ЕУ помош, све тоа е убаво, ама едноставно луѓето кои што водат владата после 5 години го немаат тој кредибилитет да зборуваат. На крај, за живот на средина зборувавте. Сите сте зелени во владата, сите поддржувате живот на средина, сите сте прогресивни, ма на крај изгледа само граѓаните остануваат зелени во оваа држава и ќе ви кажам зошто. Минатата година, кога разговаравме за буџет, во оној полиглотата министер за живот на средина имаше предвидено 191 милион денари само, 3 милиона евра и нешто, за управување и заштита на води. Оваа година се 176, ги намалува за скоро 8%. Минатата година дискутиравме овдека и вие се согласивте дека имаме проблем со воздухот, дека немаме реформи. И викавме тогаш дека 79 милиони се премалку за да се бориме со загадениот воздух. Ништо не е премалку ки оваа влада. Еве, оваа година се 64 милиони. И како понатаму да разговараме за зелени политики, животна средина, амбиентален воздух и така натаму. Немилосрдни се колешки бројките. Немилосрдни се. И тоа, пак ќе ви кажам, не го зборувам за тоа да навредам некого или да, не знам, да бидам луциден. Ова е многу сериозно веќе. Видете го долгот кој е, видете го GDP-то кој ни е, видете ги даноците кои ни се. Владата уште од сега, па тоа што СДСМ го зборуваше со месеци дека се казнувало, како точно знаете колку ќе имате казни, сега е бетер. Сега е бетер. Така што, за следните танти, јас подавам рака да седнеме сите заедно, да се согласиме согласно бројкиве, ако некои бројки не се добри ќе ги менуваме, бидејќи ние го носиме буџетот, а не владата во оставка, да видиме што е добро за граѓаните. Ние повторно треба да испаднеме на избори, и ако се сеќавате,
Пред неколку месеци ви кажав, кога беше ребалансот, оставете го Заев. Заев е all in. Он или добива се, или губи се. Ама јас и вие пак треба да имаме на избори. И еве го дое на моето. За среќа изгуби се. А за ние повторно се појавиме пред нашите сограѓани, дајте да седнеме заедно и да видиме кои бројки ќе ги менуваме, а кои ќе ги оставиме исти. Благодарам. Ви благодарам, колеги.